некомпетентните јавни службеници да се доедуцираат. Академија за обука на административците е една од најновите опции за да се реши проблемот со неефикасниот државен апарат. Експертите се уште дебатираат околу можноста моментално вработените службеници да ги зголемат своите квалификации за да може да обезбедат поквалитетни услуги на граѓаните. Јас сум повеќе за варијантата некомпетентните во моментов јавни административни службеници да бидат преедуцирани. Но секако дека постојат и други решенија, но може би е интересно да дел од јавната администрација се намалува по природен пат, односно по однос на пензионирање, заминување од јавната администрација и така натаму. Но секако тоа е предмет на дебата и може би во иднина ќе се дојдат до некои такви реформски решенија. За сега балансирот не важи при новите вработувања. Сепак претходните огласи течат според предвиденото. Додека нема законско решение, огласите продолжуваат врз база на знаење, вели министерот. Минчев вели дека со законот за правична застапеност на етничките заедници, за кој има експертска дебата, не смее да се брза. Најважно е според него да нема злоупотреби. Минчев вели дека е потребно уставно решение со препорака од Венецијанската комисија. Силно се залага и го поддржувам ставот да тоа го работат, тоа законско решение е производ на експертите, посебно онаа фела академска заедница, стручна експертска јавност која се занимава со уставните решенија на правичната застапеност на етничките заедници. Затоа што правичната застапеност на етничките заедници е уставна категорија и тоа мора да се почитува. Но секако дека подобар закон или пак нацрт предлог закон ќе состават експертите отколку политичарите. Извештаите на Европската комисија со години наназад детектираа злоупотреби при вработувањата со балансерот. Според последниот, реформите во јавната администрација имаат умерен напредок. Целта е да се постигне деполитизирана, транспарентна и отчетна администрација. Во Македонија работат над 130.000 службеници. Од нив Минчев вели дека според последните податоци од крајот на минатата година 23% биле албанци, а 5 до 7% од другите етнички заедници, со што балансот на етнички заедници е веќе испочитуван.